долги години се следи целата временска состојба во Македонија, нели, таа да речем професионална деформација. Факт е дека досега можам да кажам слободно дека барем од она мое лично искуство досега вакво нешто во Скопје не сме имале, барем не во оваа мера. Сме имале ситуации кога биле и нели поплавени улици, во такви ситуации кога голема количина на дожд за кратко време знае да наврне, тоа е типична состојба за таа летна нестабилност. Но сепак она што се случи вчера, ќе споменам повторно дека барем од мое лично искуство и од оние колеги со кои што бевме денеска во контакт, вакво нешто досега барем не е забележано. Беше многу, да кажеме, се очекуваше таа нестабилност, но она што се случуваше потоа, како се развиваше целата состојба, како се одвиваше развојот на таа нестабилна облачност, беше, да кажеме, односно ќе биде предмет на разгледување, но она што беше многу атипично е што тој облак во многу, да речам, кус размер, некаде, ајде ќе кажам на потегот од Батинци кон Рачиново, што можеби патно е голема разлика, но не и воздушна линија. Имавме обновување на самиот облак, имавме систем на блокирање заради околните планини, односно знаеме дека до Рачиново веднаш е Скопска Црнагора. Имавме обновување и од задна страна и имавме блокирање од предна страна на самиот облак, така што и, ако не се лажам, директорот од Управата за хидрометеоролошки работи тоа го објасни во изјавата која што даде денеска. Имавме блокирање на системот, нонстоп полнење на самиот облак и таа вода некаде мораше да се истори, за жал, овој пат во населените места кои што гравитираат околу Ченто, Стајковци и околу Рачиново. За жал, одбранбени механизми со кои што би се спречила катастрофа, да се спречи самата катастрофа, ако зборуваме да ја спречиме природната појава, тоа ајде да ќе спомнеме дека не постои. Иако она засејување на облаци, сите тие процеси кои што често пати знаеме да ги видиме, ако ништо друго, барем кога русите организираат воени паради во Москва, но тоа не можеше да се примени таква една, да речам, таква процедура на она што се случуваше вчера. Дури се спомна противградобина одбрана, ако се очекува град, таа ќе го спречи градот, но нема да ја спречи водата да падне во секој случај на тло. Знаеме дека и во секој случај да може да се спречи, јас прво верувам дека американците би спречиле да имаат торнада кај нив, но факт е дека тоа е невозможно. Против природата не можеме секогаш. Можеме само да делуваме во насока самите себеци, да се заштитиме, да следиме одредени препораки, да не излегуваме кога имаме такви порои, односно буични поплави, да не излегуваме на отворени, да не влегуваме директно во токот со автомобили и такви некои ситуации, но да ја спречиме самата катастрофа, тоа е, речиси, односно, ајде ќе кажам 99,9% невозможно. Колегите од Управата за хидрометеоролошки работи веќе имаат најавено нестабилно време, што и така во овие попладневни часови долу на југозапад околу Охридскиот регион веќе имаме развој на таа нестабилна облачност, иако од она што јас можев да го видам пред малку од тие прогностички материјали како и од актуелните состојби е дека засега нема развој како што имаше во текот на вчерашниот ден, но ќе споменам уште еднаш дека Македонија е една планинска земја, планините се дефинитивно еден добар тригер, да кажам, добар подпомагач на таа нестабилна облачност, така што кај нас никогаш не е сосема чиста работата. Тие мали, да кажеме, микроциркулации кои што се случуваат во однос на таа нестабилност, често пати во соработка, ќе кажам, во наводници со орографијата, односно со планините, знаат да развијат за кусо време многу големи облаци. Да речеме дека вчерашните облаци надминуваа висини од 13 на километри, барем од она што го имавме како да кажем информација од Управата за хидрометеоролошки работи, која што вчера будно двата радарски центри ги следеше настаните во однос на тоа како се развиваше нестабилноста.